почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Пред 22 години на третата конференција за Холокаустот во Стокхолм, поточно во 2000 година, барањето на Република Бугарија да биде прогласена за земја праведник, земја која ги заштитила евреите од депортација, беше одбиена од учесниците на конференцијата со образложение дека монархо-фашистичкиот режим во Бугарија, предводен од цар Борис III и владата на Богдан Филов, изврши депортација на 11.363 евреи од Македонија, Тракија и југоисточните делови на Србија. Како што знаете, Македонија во текот на Втората светска војна загуби 7144 евреи од Македонија, кои беа депортирани од бугарската фашистичка војска во логорот на смртта Треблинка, од каде никој не се врати. Во нивен спомен обележje во Скопје изграден меморијален центар, кој воедно е единствениот сефардски меморијален центар во светот. Официјалната документација која раскажува вистината за овие случувања во време на Втората светска војна се наоѓа во самиот меморијален центар, меѓутоа и во Вашингтонскиот меморијален центар, како и Јад Вашем во Израел, и се јавно достапни. Во последниве 2 години на политичката сцена во Македонија и Бугарија, за жал, се повидливи стануваат актерите кои се залагаат за ревидирање на историјата, историските факти, што меѓу другото останатото резултира со обиди за искривување на вистината за Холокаустот на евреите од Македонија. Секако, ова е во целосна контрадикторност со резолуцијата на Обединетите нации за спречување на негирање на Холокаустот од 20 јануари 2022 година, како и дефиницијата на ИХРА која што е усвоена од Европската комисија. Само еден елемент на овој процес е отварање на така наречени културни центри со називи на контраверзни историски личности и фашисти, како што е цар Борис III, кои имале директно учество во геноцидот на евреите од Македонија. Би сакала да нагласам дека евреите од Македонија се дел од европското семејство и ваквите процеси за мене, а верувам и за сите вас, се неприфатливи и представуваат повеќе од сериозна провокација. Почитувани, ова што се случува е силување на македонскиот народ, неговото антифашистичко минато преку наметнување на вредности на Третиот рајх, зацкриени преку злоупотребата на европската звезда. Ова не се европски вредности. Затоа, уште денес на овие процеси мора да се стави крај. По Ванчо Михајлов и цар Борис III, неспорно е дека ќе продолжат обидите за ревидирање на историјата на Македонија и представување на окупаторите како ослободители. На крајот на денот не се само евреите. Македонскиот народ памети колку жртви дал за ослободување од војските испратени од оној на кој денес во Охрид му се отвара културен центар. Секоја педа од оваа земја е натопена со партизанска крв. Дозволете да ве потсетам дека продавањето на сила, авторитет, уцена и диктат не се пријателство, а облјубата со присила е само тоа, силување. Затоа, уште денес, пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поднесе закон за измена и надополна на закона за здруженија и фондации, со што не само ќе се спречи идно формирање на вакви квази културни клубови, туку и ќе може да се реагира за веќе постојните кои власта на СДСМ дозволила да се регистрираат и е нивен соучесник. Ви благодарам.